Детската заштита е темелот на секое општество. Извршена е ревизија на успешност на тема јавни инвестиции за обезбедување капацитети и услови за детската заштита во детските градинки. Целта е оценување на мерките и активностите преземени од надлежните институции за обезбедување на приоритетно вложување, оптимален и зголемен опфат на деца од предучилишна возраст и нивно згрижување и воспитување. Опфатени се проекти за изградба, доградба, адаптација и реконструкција на детски градинки и нивно опремување во период од 2020 до јуни 2024 година. Вкупната реализација на буџетските средства за капитални инвестиции изнесува 8,7 милиони евра. Заем од Светска банка за изградба и рехабилитација на градинки во износ од 15,1 милиони евра. Утврдени се слабости во планирањето и реализацијата на проектите. Ревизијата утврди недоволно мерливи индикатори за успех. Не се изготвуваат извештаи, не е воспоставена системска правна рамка. Регистрите не се целосни и ажурни. Разлика во податоците за бројот на деца вклучени во предучилишни установи. Недоволниот број на вработени во градинките значително влијае на квалитетот и грижата за децата. 31% од детските градинки во 2023 година и 67% 2024 година е надминат капацитетот за сместување на деца. 4800 деца се на листа на чекање, додека 75.000 деца не се сместени. Утврдена е забавена реализација на проектите. Во 2022 година се реализирани само 65% за капитални инвестиции. Изградбата на детска градинка во општина Чаир со капацитет од 350 деца се уште не е завршена. Детската градинка во село Ерџелија не е во функција. Утврдени се разлики во цените за изградбата на градинките. Детските градинки во Прилеп и Сопиште не се пуштени во употреба. Во село Ангелци и Василево градинката не е пуштена во употреба. Изградбата на нови градинки во општина Битола не се одвиваат по планираната динамика. Ефекти од јавните инвестиции во детските градинки со буџетски средства. Детската заштита е темелот на секое општество. За обезбедување на подобри услови за секое дете, неопходно е подобро планирање, утврдување на приоритети за инвестиции. Ова не е само инвестиција во инфраструктура. Ова е инвестиција во иднината. За повеќе информации посетете ја официјалната страна Државен завод за ревизија.